Почитувани приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме и денешна утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сме понеделник 24 април, 114 ден во оваа тековна година. Полека, еве, го трошиме и месецот април, имаме уште 6 дена, односно 7, како е да е, пред нас е уште еден ден, кој, верувам, ќе биде исполнет со убави работи и активности. Иако времето не ни оди, можеби во прилог, се уште не можеме така да се раскомотиме, зимската опрема или облека ја ставаме во ормари, па ја вадиме, но еве и денеска ќе имаме такво слично време. Минималната температура ќе се движи од 4 до 9 степени, а максималната од 15 до 21 степен. Умерено до значително облачно, попладне со повремен пороен дожд и појава на грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денот е долг, така да имаме, и сончеви периоди, ќе имаме и дождливи, но како е да е, еве полека го трошиме и овој 4 месец, ќе навлеземе наскоро за неколку денови во најубавиот месец во годината, тоа е месецот мај. Што се однесува до состојбата на патиштата, состојбата е редовна, сообраќајот се одвива непречено по наместо влажни коловози. Внимавајте на месата каде што може да има одрони, особено на патните правци низ котлините, речните долини и клисури, каде што има можност за појава на одрони. Посебно се однесува на делниците Катланово Велес, Марово Дебар, Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Така да бидете внимателни, почитувани возачи, кога управувате со вашите моторни возила. Што се однесува до рубриката на денешен ден, 24 април, има многу настани кои историјата ги забележала. Еве да почнеме од далечната 1815 година, кога е роден англискиот писател Ентони Тролоп, кој во големиот број романи реалистички го опишува или ја опишува граѓанската војна или граѓанскиот слој на викторинската Англија. На денешен ден во 1854 година Врховниот суд на Соединетите Американски држави донесе пресуда дека патентот за машина за шиење му припаѓа на механичарот Елиас Хау. Тој ја конструира машината за шиење и во потрага за покровител отишол во Англија, каде директорот на патувачкиот театар Сингер и други луѓе го измамија и почна да ја произведуваат познатата Сингерка. Своето право на патентот Хао го добил по судски пат и секојдневно примаше по $4000 за лиценцата. Вие постарите жени се сеќавате за Сингер машини за шиење. Тие беа безпрекорни. Меѓутоа, еве, јас не сум го знаел овој податок, дека ова машина ја конструирал или ја патентирал човекот по име механичар Елиас Хау. Меѓутоа, некој му го украл патентот и ја нарекле Сингер, односно, еве, по пат на судски пресуди, тој го добива повторно правото и за таа лиценца која му била украдена како патент, добивал секојдневно по $4000 оштета.
На денешен ден, во 1877 година, рускиот цар Александар II му ја објави војната на Османлиското царство, бидејќи одби да го исполни Лондонскиот договор. Војната во која Русија тежнееше да излезе на Босфор и во Херцеговина заврши во декември истата година со руско освојување на Плевна, но турците ги спаси британската флота која беше закотвена во Дарданелите, пошто Александар II мораше да се повлече. Добро, одиме понатамо да видиме нешто од Македонија. На денешен ден, 1905 година, во селото Цер, Кичевско, во борба против турската војска загина Христо Узунов, еден од плејадата големи македонски револуционери. Тој бил учител и војвода, роднина на Григор Прличев. Роден бил во Охрид на 22 февруари 1878 година. Во 1945 година, денешен ден, американската армија во Втората светска војна го ослободи германскиот нацистички концентрационен логор Дахау. 1950 година создадена е државата Јордан со спојување на кралствата на Трансјорданија и Палестина под јорданска окупација. На денешен ден, 1971 година, советските космонаути успеа да се спојат со леталото кое беше без човечки екипаж, што претходеше на изградбата на првата вселенска лабораторија во орбитата околу Земјата. На денешен ден, 1990 година, Источна и Западна Германија го одредија 2 јули како датум за економско обединување, како вовед во целосно обединување на двете германски држави на 3 октомври 1990 година. Значи, до таа година Германија беше, почитувани гледачи, поделена на Источен блок и Западен блок. Така да, еве, на 3 октомври се случи тоа големо обединување, кога беше срушен и самиот Берлински ѕид. Ако го посетите Берлин, ќе видите се уште е сочуван дел од тој ѕид како атракција за туристите, инаку тој ѕид ги делеше тие две, тој град го делеше на два дела и самата Германија беше поделена. Еве уште нешто од Македонија. Во 1995 година владата на Република Македонија донесе одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Полска на амбасадорско ниво. На денешен ден, 2005 година, умре поранешниот израелски председател Езер Вајцман, кој имаше клучна улога во постигнувањето на мировниот договор меѓу еврејската држава и Египет во 1979 година. Еве, тоа беа неколку одбрани настани кои се случиле во минатото на денешен ден. Одиме сега со песна. Tebe znaj, sakada te spasi Bog, Toj te vika sega čuj, sakaš li me grešniče, Toj te vika sega čuj, sakaš li me grešniče. Skitniku izguben greh, jaz te varab temina, nakot jaz te ogreja, i ti dado svetlina. Nakot jaz te ogreja, i ti dado svetlina.
su mi sva, ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма, утринската емисија Добро утро на Радио Гласна надежда. Еве да прочитаме и за ово утро неколку капки на мудроста и делови од Библијата, од псалмите Давидови. Надевај се на добро, но биди подготвен и за најлошото. Ако лицето си го свртил кон сонцето, сите сенки ќе бидат позади тебе. Понизната молба ги омекнува и најтврдите срца. Старата заблуда е секогаш попопуларна од новата вистина. Немој да бидеш жалостен што си остарел, многумина ја немале таа предност. На децата им се потребни повеќе примери отколку критичари. Интересни капки на мудроста, кои верувам ќе ни бидат од полза и во нашиот живот. Следува да го прочитаме 61-иот псалом. Чуј го мојот молбен повик Боже и слушај ми ја молитвата. Од крајот на земјата те повикувам, а во мене срцето премалува. Изведи ме на карпеста височина, ти си ми засолниште, ти си цврста кула против непријателот. Ах да можам во твојот шатор вечно да живеам и под сенката на твоите крилја да се засолнувам. Ти ги слушна моите заклетви, Боже, ми го даде наследството одредено за оние кои имаат страхопочит кон Твоето име. Кон дните на царот придодај денови, годините нека му траат низ много родови. Пред Божето лице вечно нека царува, љубовта и верноста нека го чуваат. Тогаш Твоето име вечно ќе го воспевам и своите заклетви секојдневно ќе ги исполнувам. Наистина, убав псалом кој има наслов Верба во Божјата заштита. Давид е интересна личност кој чврсто 100% му верувал на Господ. И тогаш кога му било добро, тој му благодарил, а кога му било тешко, тој барал утеха и заштита повторно во Господа. Нека и нашата вера, почитувани гледачи, и во овој ден и во наредните денови да се потпира целосно на Божите ветување, дека тој не заборава, дека тој е постојано со нас. Продолжуваме сега со песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot Tvoj. Mesto gordost Ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide Tvoj dom. Moj to srce da bide Tvoj dom. Duhot Tvoj sveti neka je tuka, so mene sekogaš da je Tvoj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za Tebe da pejam, život cel za Tebe da pejam.
život svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe. Život svoj davam jaz za tebe. Poslije ova pesna počnu gled, čeve se vrakjeme povtorno vo našta programa. Pozdrav dusite vas koji deneska odlučivte da budete so nas i da sledite ova naša zajednička so vas utrinska programa. Sledova rubrikata Vesti od svetot. I denešte vesti ne doagjat od Brazil, ki je raskaže Felipe. Prosluvajte go, gospodarotna sabotata. Se počnalo v osnovno učilište koga bil petodelenije. Felipe toga za prv pat prisustoval na zadolžiteljniji čas po religije v svojeta privatna škola vo Brazil. Njegovite roditelji mu objasnili na direktoru deka njimnoto semejstvo pripagja na hristijanskata adventistička crkva i barale od njego njimnoto dete da bide izemeno od nastava vo sabota. Direktor odvidel po golemi problemi koji možele da se isprečat pred Felipe Vojnina. Kako ke diplomira ako ne odi na nastava vo sabota i zar ne sekoj den gospodov den, taka razmisloval direktorot na to učilište. Međutim, odobril momčeto da izleze od učilnica za vreme na časot po religije i da odi vo nekoje druga učilnica za da je čita svojeta Biblija. Filipe se čustoval neprijatno sa to što se razlikovalo od ostanatite deca, no uopšto nemal želba da im se prilagodova. Vo svoj detski to si razmisloval, ako Bog im bil veren na Daniel i Josif, ke mi bide i mene. Prvi te sabotni časovi za Felipe pošnale vo 6. odelenije. Vo početku bile samo 2 ili 3 časa. To je bil sloboden, a učel od pripišeni beliški vo tetratkite na svojite drugari. Školoto go počituvalo njegovoto pravo da ja praznova sabotata i to je malko po malko uspjel da go završi osnovno to učilište. Koga trgnel vo srednje učilište, njegovite roditelji povtorno bile povikani na razgovor. Mnogo časovi ispiti se udržuva vo sabota, da li ste sigurni deka sakate vaš sin da go posetova ova učilište. Tatko na Felipe bil cvrsto rešen, to je sakal momčeto da ostane v učilišteto koje se naogelo pokraj osnovnoto učilište v koje učel njegovio tatko. Felipe ne doagjal na nastava vo sabota. Poneko až bilo teško. Polovina od časovite ponekoj predmeti bile vo sabote i ne postojalo drugo vreme vo koje moželo da se nadopolni to gradivo. Međutim, Bog je blagoslovil verata na Felipe i to je položil godinata. U početak od nastavata vo srednje učilište trajalo od 13:30 do 20:30, od ponedeljnik do petok su povremeni časovi vo tekot na utrinskite periodi. Međutim, brojot na časovite se zgolemil od 3 časa vo petok i 7 časa vo sabota pretpladne i 4 popladne. Felipe ne odel na nastava vo sabota. Vredno učel od beleškite na svojite drugari dobival dobri oceni. Bog blagoslovil taka što su uspeh diplomirao i go završil srednoto učilište. Potom došlo vreme za polaganje na prijemni ispit za fakultet. Sakal da studira medicina na državni univerzitet. Njegov son bil da stane doktor. Međutim, njegovi svet se urnal koga ne uspjel da se najde na listata na onje koji go položile prijemni ispit. Sekojaš
ti be veren, zašto se ga neme blagoslovi, Gospode, se prašoval Filipe. Iako bil tažen, čustoval mir koji doagjal od doverbata vo Boga, koji znaje se, koji sluša se i koji gleda se prijavil za polaganje na ispitot na privatniot univerzitet na koji rabotel negovio tatko. Do denešen den se sekjava na prijemniot ispit so naslov Nauka i religija. Njegovo to ime povtorno ne se našlo među onije koji bile primjeni da studirat. Poto se molil i razmisloval cela sedmica. Po neko je vreme univerzitetot izdal proširena lista na studenti koji će bidat primjeni na studiji. Njegovo time se naogjelo među njih. Nastavata vo saboti natamu predstavuvala problem. Vo tretata godina na studiji imala jedan predmet 4 časa sedmično, vključovajki gi dvata koji se naogjele vo sabota. Filipe ne doagjal na nastavu vo sabota, taka što profesor što go predaval predmetot go turnal na ispitu, znači njego položil. Studentski odsovjetnik ne može ništo da napravi vo njegov slučaj. Na koji način planiraš da staneš doktor, go prašuvali. Ova profesija ke bara mnogo otkažuvanja od tebe. Ne može me ništa da storime za tebe. Međutim, Bog se pogrižil na jedan nevjerojaten način. Koga Filipe go prijavil slednjot semestar, doznal deka brojot na studenti što padnale vo prethodnjot semestar na ispitot koji bil kritični za njego, bil neobično golem. Kako rezultat na to dodaden jedan čas od ovoj predmet koji ne se pagjal vo saboten den. To je bila možnost Filipe ušte podobro da ga savlada materijalot, da stekne simpatiji kaj profesorot i na kraju da go položi ispitot. Vo tekot na studijite, mnogo profesori se rasprašuvali vo vrska so njegovото odsustvo od nastava vo sabota, pokažovajki deka go počituvat njegovото pravo na religiozna sloboda, odkako prethodno kim gi objasnil svoje tu beduvanja vo vrska so sedmio den so sabotata. Ispitite vo sabota продолжиле да бидат пречка и кога Филипе ги завршил основните студии, ispitite za medicinsko stažiranje, a podosna i doktorska licenca, bile odredeni povtorno vo sabota. Međutim, Filipe uspjel da se dogovori sa upravata na univerzitetu tije ispiti da gi polaga vo nekoj drug den. Na ispitot za doktorska licenca samo 30% od studentite postdiplomci uspjele da položat. Među njih prv na listata za cel Brazil stojilo imeto na Filipe. Deneska to je profesor na privatniot univerzitet na koji nekoga študiral. Pred nekoj den, nekoj njegov kolega, profesor na kolegijumu spomnal deka jedna studentka adventiska je prisutna na njegovite predavanja. Kako ke diplomira ako ne doađa na predavanje vo sabota, go prašal. Odgovorajki mu na profesorot Filipe rekol, pred sebe imate živ dokaz deka nekoj koji ne doađa na predavanje vo sabota može da diplomira i da stekne znanje doktor koji ke bide među najdobrite vo državata. Prikaznata za sabotata i ponata mu se povtorova. Kako što Bog mu pomognal na Filipe vo njegovata vernost ko nego, to mu pomaga i na svekoj drug veren student, čije iskustvo može da se oblikova vo misionska prikazna na slava na Božeto ime. Istina, prekrasno iskustvo, novo je mlad čovjek koji imao mnogo problemi vo njegovoto školuvanje, vidjeki mnogo ispiti se pagjale tokmu vo sabota, no sepak na kraju njegovata vernost vo Boga se isplatila. To je stanal ne samo doktor, tuku i profesor v isto učilište, v istiot univerzitet bi rekli, kada što i sami imali problemi so sabotata. I zato, a početom gledači, evo neka ovo iskustvo ni pomogne da bideme i nije veri na Boga. Da sve pripuštime voracete na Boga. Bog ima rešenje, Bog ima način. Naše samo da bideme verni i strpljivi. Продолжуваме со песна. Poznam od Biblijata, si te
Poštovani gledači, v naredните nekoliko minuti ќе поразговарам со Мира Пастонјицки, одговорна за Оделението за жени во Македонската мисија. Имено од 14. до 16. април во Охрид се одржа семинар за сестри, односно за жени. И затоа ја сега ќе повикаме да малце поразговараме со Мира. Ало? Ало, добар ден. Добар ден, Мира. Како си? Добро сум, благодарам. Еве, денеска ќе поразговараме како гостинка во нашата емисија, утринската програма на Радио Гласна надежда. Поводот на овој разговор е семинарот кој се одржа од 14 до 16 април. Јас веќе им најавив на нашите гледачи дека денеска ќе поразговараме со тебе како одговорна личност за Оделението за сестри, за жени во нашата мисија во Македонија. Па кажи ни, кој беше мототот на овој семинар кој се одржа во Охрид? Да, мотото на семинарот беше Божите бисери и јас и некако се совпаѓаше и мотото со местото, нели Охрид е град на бисерите, а овој семинар беше со посебен акцент на вредноста на секоја една личност во Божите очи како Божи бисер. Така. Интересно сте го поврзеле Охрид со насловот, бидејќи познати се охридските бисери, посебно кај женскиот пол. Добро, говорник кој беше, дали некој од Македонија или од странство? Наша гостинка и главен говорник на семинарот беше Марија Трајковски, која веќе подолго време е одговорна за Оделението за служба на жените при Југоисточната Европска унија и на која е со потекло од Македонија, но веќе долго време е во Србија. Така, значи она веќе и пред тоа ми се чини да не беше и лани исто. Да, пред 2 години имавме исто сличен ваков семинар. Така. Бидејќи ова беше претежно за жени, така, за сестри, се одржа каде, во кој објект? Па се одржа во објектот на Адвентистичката црква што се наоѓа во Охрид. Така. Од каде се имаше посетители, односно жени или сестри? Имавме присутни од повеќе делови на Македонија, од Скопје, Битола, Велес, Кавадарци, жените кои одлучија на овој начин да го искористат празничниот викенд, не се покаја на вистина. Дали секој можеше да се пријави? Како е процедурата за пријавувањето? Имаше ли одредени старосна возраст? Не, немаше ограничувања во возраст, меѓутоа потребно беше да биде женска личност, нели, пошто беше семинар за жени, инаку имаше плакати, имаше информации преку интернет, така да можеше секој да се пријави. Значи, секој можеше да се пријави и да присуствува. Цената беше прикладна, приступачна, бидејќи сепак да се биде во Охрид, самото доживување, да бидеш во Охрид е предност, а камоли да се присуствува на еден таков семинар. Да. Тоа беа и велидински празници, ми се чини тогаш. Да, токму така ги искористивме празниците за ваков еден настан и беше навистина убаво. Добро, времето ве послужи, како беше, бидејќи во другите делови, барем кај нас во Каварци, беше малци врнежливо? Времето беше одлично специјално за нас, инаку во петокот кога пристигнувавме, пред да пристигнеме имало голема бура, меѓутоа кога стигнавме тамо беше сончево и убаво и тоа време ни беше за целиот период додека бевме тамо. Така. Ти ни испрети неколку фотографии, па ние, еве, додека разговараме, нашите гледачи ќе може да ги видат, барем визуелно, ете да се подсетат, што пропуштиле, да планират и ти да бидат во иднина. Добро, кажи ни при крајот на овој разговор, која беше целта? Дали ја постигнавте целта со одржување на овој семинар? Па целта на семинарот беше пред се духовно освежување, охрабрување, продлабочување на нашата лична врска со Бога преку изнесените библиски примери на жени кои беа навистина драматично и сликовито презентирани и приближени и културолошки.
и заедничката порака за нашата голема вредност во Божите очи, како да се носиме со секојдневните предизвици во нашето динамично време, низ нашите битки да бидеме победници преку Христа. Така, баш убаво. Добро, кажи ни при крајот една порака до нашите слушателки претежено, кои се уште не биле на вакви семинари, што да направат во иднина, ако слушнат дека повторно се одржува? За сите тие што не биле, ова е веќе втор поред семинар за жени што го пропуштиле и е голема штета. Тие што беа на првиот, но сериозни причини не беа во можност да ни се придружат на овој, многу им беше жал. Семинарот беше краток, но исполнет со дружби, прошетки за кои не послужи убавото време. Се родија нови пријателства, имаше работилници, квизови, награди, подароци. Накратко, тоа беше викенд исполнет со прекрасна храна и за умот, и за душата, и за телото. Се Така. разделивме со голема желба наскоро повторно да се собереме на следен ваков настан. И јас верувам дека ќе имаме уште многу нови кои ќе така да ни се придружат. Дали е во план такво нешто во ова година или во наредниот период кога ќе дојде терминот од прилика некаде можеби повторно на пролет следната година? За сега оваа година мислам дека нема да имаме, ќе имаме за девојки веројатно само еден настан во текот на летото, тоа е во јули месец, но за жени мислам дека ќе биде следната пролет. Така, добро, еве, жените кои не слушаат во утринска програма, ја слушнава порака, па ние ќе ги подсетиме кој ќе дојде повторно време за одржување на еден таков семинар. Добро, Мира, ти благодарам за овој разговор, за учеството во нашата утринска програма, ти посакувам секое добро и Господ нека биде со тебе. Благодарам и јас, поздрав и до студиото и до вашите слушатели. Благодариме, секое добро, пријатно. Пријатно. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Јосиф, кој се уште бил во Египет, добил налог од Божиот ангел да се врати во израелската земја. Сметајќи го Исуса за наследник на Давидовиот престол, Јосиф сакал да се настани во Витлеем.
No, koga doznal deka vo Judeja vlade Arhelaj, namesto svoje tatko, se plašel deka sinot bi možel da gi ostvari negovite planovi protiv Hrista. Ocite Irodovi sinovi Arhelaj so karakterot najmnogo bil sličen na nego. Ušte samo to njegovo stapuvanje na prestolot bilo obeleženo so neredi vo Jerusalim i so koleš vo koji rimskata garda ubila i ljadnici Evreji. Josif povtorne je upaten na sigurno mesto. Se vratil vo svoj poranešen dom, Nazaret, i tamu Isus žive, reči si, 30 godini. Za da se ispolni ona što go kažele prorocite, ke se vika Nazarekjanec. So Galileja upravoval Irodov sin, no Vonea imalo mnogu poveke stranci otkolku vo Judeja. Zato tamo postojalo pomaljačko interesiranje za prašanjata što isključilo bile povrzani so Evrejite i Isusovite tvrdenja, verojatno bi predizvikale pomaljačka zavist kaj vlastodržcite. Tako je bil prečekan spasitelot koga došao na zemljata. Se činilo deka ne postoji mesto za odmor ili sigurnost za malečki otkupitel. Bog ne može da im go doveri svoj sin na lugeto, iako go ostvaroval svoje to delo za nivno spasenije. To im zapovedal na angelite da go pridružuvat Isusa i da go štitat dodeka neja završi svojata misija na zemljata i dodeka ne umre od racete na onije za koji došao da gi spasi. Evo ne povtornovo programa, počitome gledači sledova rubrikata Kratka poraka od Biblijata. Pogrešen broj, taka je naslov za koji deneska ke razmisluvame. Pri nekoliko godini mojota sopruga i ja skupivme kutja vo predgradijeto na jedan golem grad, razkažova jedan gospodin. Doživevme interesno iskustvo koga sakavme da ja opremime so sodveten mebel. Preda se iselat prethodnite sopstvenici, otidovme vo jedna golema prodavnica da kupime zavesi. Vrimatelno gi izmerivme prozorcite, no ne sme zabeležile jedna važna podrobnost na jedan prozorec. Trgovec od dvodukenjotni dozvoli da se poslužime su njegovio telefon i od bivši od sopstvenik da pobarame pomoć. U telefonski od imenik brgo go pronajdov neobičajno to ime na pronešnji od sopstvenik na kukjata. Koga go svrtiv brojot se javi ženski glas, što me izvesti deka niziniot maš ne je doma. Da li ste vi gospodjata? Prašav. Koga odgovori potvrdno i rekov deka ja sam čovek od što ja kupi nimnata kuća. Što? Izvikala ta. Misleki deka sam svrtil pogrešen broj, prašav. Da li ste vi suprugata na gospodinot toj i toj? Koga go izgovoriv polnoto imenatej čovek, ta odgovori potvrdno. Od koji go kažav moje to ime dodadov. Što toko se spogodiv me da je kupime vašta kukja, da li bi bili ljubezni da mi dadete podatoci za jedan prozorec? To nije potrebno, bidejki sakame da kupime zavesi. Vjerojatno ne sakate da mi kažete deka moj od mažija prodal kukjata, a ne se dogovoril so mene, izvikna ženata. Jas ništo ne znam za to. U toj mik jas napolno zbunet se izviniv i ja prekinav vrskata. Povtorno go zedov telefonski otimenik i pronedov deka postojo dva čoveka so napolno isto ime i prezime. Sam povikal pogrešen broj. Interesno iskustvo. Kako može da se sovpadnat nekoj raboti. Slično se slučuva i vo drugite oblasti na životot. Često razgovarame so nekoj lice ili imame i zaključuvame delovni odnosi, pa dobivame odgovor što je napolno različen od onog što sme go očekuvale. To ne raspoložova,
Тогаш е најдобро да помислиме дека можеби сме свртиле погрешен број. На директорот на едно училиште му испратиле едно момче поради тоа што употребило грди изрази во расправата со еден од своите наставници. Разговарајќи со момчето, директорот би бргу сватил дека тоа е мошне и потиштено и дека му е мошне жал што се однесувало така. Малку подоцна, навредениот наставник дознал дека тој ден момчето добило писмо за смртта на својата мајка. Било во таква состојба што веројатно и не сватило што изговорило, сметајќи дека кон него се постапувало неправилно. Неговото однесување всушност представувало длабока желба за сочувство. Кога луѓето делуваат на начин што не ни се допаѓа или на начин што не го сваќаме, кога се одбивни или преостри, да го имаме на ум фактот дека за тоа веројатно постои некоја причина. Ако можеме да откриеме што ги мачи, ако можеме да развиеме прифатлив и користен разговор, ќе имаме обострана корист. Оној што има пријател треба да постапува пријателски, вели Библијата, односно тоа го напишал Соломон во Изреки 18 глава 24 стих. Добро е да се има пријател, но многу е подобро да се биде добар пријател. Во животот секогаш се потврдува познатата вистина дека она што ќе го посееме, тоа ќе го пожнееме. Тоа беше ова кратко размислување, почитувани гледачи, со наслов Погрешен број. Така да се случуваат погрешни броеви и во нашиот живот, но и ако се случат, убаво е да се извиниме како овој господин ете кога свртил бројот на човекот со слично име и презиме, сакајќи да доби информации за прозорецот од куќата, меѓутоа и друг човек со слично име и презиме, и затоа жената била шокирана, изненадена кога тој рекол дека ја купуваат куќата од нив, а таа воопшто не била информирана. Како и да е, пораката е силна, да бидеме стрпливи и да, ако направиме и погрешен број да повикаме, може да се извиниме. Одиме сега повторно со песна. Благослови го Бог, душо моја, слави го Господа. Пеј му на Твојот цар, душо моја, го слави ме Господа. Сонцето изгрева, нов ден се раѓа и време да те прославам. Што и да биде, што овој ден ми носи, пак ќе ти пеам и во вечерта.
jaz da odam kaj tebe i togaž dušava bez prekinke ti pe. Hiljada godini vo večnost Evo, poleka dojdovme do kraja, počtovni gledači, odnosno do rubrikata, koga vi pokažuvame, vi ponuduvame knjigi ili knjiga koja sakame da vi ja predstavime i da može i vi da nabavite. Deneska povtorno ke se podsjetime za Biblijata, odnosno Sveto pismo. Ne samo što možete da izučuvate na naš dopisen kurs online biblijatasborova.mk, tuko možeme da vi podarime i besplatno Sveto pismo. Go prakjame preko pošta ili našte sorobotnici ki vi go dostavat do vašata domašna adresa. Budite slobodni, napišete na naš mail ili na naš telefonski broj, ispratite poraka su vaši podatoci, a nije ki vi go ispratime po pošta. Ode mi svega da je vidime i reklamata za dopisnata biblijska škola. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме и до денешната понеделничка емисија, утринска програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Ми преостанува да ви се заблагодарам на вашето присуство, односно на вашето време кој го одвоивте да ја следите ова наша утринска програма. Ова програма се снима и ќе биде објавена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што можете да ги погледнете и сите досегашни емисии кои сме ги одржале. Посакувам пријатна седмица, Господ да биде со вас и ви закажувам нова средба во наредниот петок. А до тогаш, пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежда. Се гледаме.